Старите гравури и современите прецизни карти на Скопје имаат нешто заедничко. Тоа е Вардар. Градот бил разурнуван и одново граден, спалуван и обновуван. Се поместувал од едниот на другиот брег на реката, се спуштал по незиното корито надолу, а Вардар течел и ги рефлектирал во своите води различните слики на градот со толкупати прекинуван континуитет. Да прошетаме денес покрај Вардар, за да видиме што траги оставило времето. По земјотресот, со новиот урбанистички план, беше предвидено до 1981 година Скопје да нарасне на 350.000 жители. Денес ги има 510.000. Меѓу нив 110.000 ученици и студенти. За нив старото Скопје е далечно минато. Најдете во Скопје некоја полјанка што не е претворена во паркинг и наведнете се. Препознатливата блискост на широчините од детството има своји цвекиња, своји треви и миризби. Сте сретнале во животот и пораскошни. Ги забележувате ли се уште оние самоникнати, упорни билки среде бетон и асфалт? Трагите на некогашното Скопје се како тие навидом неугледни, но драги цвекиња стегнати во обрач од асфалт, или како дрвото што влече сокови од сувите, со векови стари ѕидишта, стари и нови сокови, измешане овде во прекрасна глетка. Дали е воопшто можна таква комбинација? Оваа модерна, широка улица се пробива низ најстарите простори на градот, расчистувајќи ги патем сите остатоци на минатото. Разгранатиот асфалт се шири, смалувајќи го просторот на тврдината Кале до крајни можни граници, до самиот Рид, кој сепак не може да го поткопа. Обколени со ваков обрач, како заробени се и куќите, остатоци од некои изминати времиња и пренаселеното еврејско мало, за кое со носталгија ни зборува Стојан Крстев, тука роден, а тука денес и живее. Правото еврејско мало е, уствари, ова тука, малку околу црква Свети Димитрија. Правото еврејско мало, ова е малку поновдел му дојде, но и овде имаше еврејски куќи и така цело ова све до Ибни Пајко до Камен Ос еврејско мало се викаше. Од ова мало останавме само 3 куќите овде и као спомен на денот на кој германците ги селива евреите, и оваа улица и ден денеска се вика 11 март. Оставените куќи можеби ја имаат истата украсна функција како цветните триаголници во оголеноста на асфалтот. Но каква улога има денес во нашите животи тврдината, толку уочлива на разгледниците, а инаку одвај забележлива, иако доминира над градот онака баш убаво реновирана, но потоа напуштена и заборавена. На Кале одевте Како не, на Кале ми беше исто главна атракција. Горе се бркавме, се тепавме се. Кога последен пат сте се качиле? Па, да ви кажам, право многу одам били. Од земјата си повеќе. Не сум се качил. Војници, бунари за вода, кули, лагуми, магацини за храна и оружје, тајни излези за критични мигови. Тоа било Кале во средниот век. Пред него трговците и еснафите со своји куќи и дуќани го заокружувале просторот на Тафта Кале, се до камениот мост. Патописците од 16-тиот и 17-тиот век зборуваат само за ова Скопје, друго и не постоело.
Во 1689 година, Пиколо Мини, кој го запалил Скопје, бележи: тоа е на стар начин градена тврдина, без одбрана и вода, и нема место за коњица. 2 века подоцна некој друг се надоврзува. Сега тоа место изгледа пусто и жално. Но во исто време французинот Ами Буе, кавалерски расположен, ги забележува долу пред водената кула покрај Вардар дамите во мантили, кои не се плашат да се покажат близу до мостот во празничните денови. Тврдината така престанала да служи за војни и за опстанок и почнала да служи за прошетки. За жал, одамна се исчезнати не само дамите во мантили, туку и островите со трева под камениот мост, а со нив и прошетките и навиките на скопјани да доаѓаат тука масовно во неделите и празничните денови. Прекината е врската со реката. Сеќавате за стариот театар? Театарот е одма под мостот, овде Гоце Делчев. Значи, од автобуска станица карше према Вардар. Тука има клуб и сега вамо тамо, према камениот мост. Тука, значи, од камениот мост до мостов Гоце Делчев. Тука беше театарче. Многу симпатично беше и што е наважно, интересна работа, не знам зашто сега театар слабо си, или јас слабо, да не кажам право. Ке треба време за да заживеат широките простори пред новиот театар и со сета своја убавина да заземат место во нечии сеќавања и да станат деминутив со љубов изговорен. Во старите записи е зачуван споменот за неподносливите скопски горештини, од кој наводно се топело оловото на покровот од Куршумли-ан. Барајки малку свежина во жешкиот котел на својата котлина, скопјани се свртуваа кон реката. Скопје од секогаш и пред се бил град на бреговите на една убава река. Евлија Челеби во 1650 година ги фали прочуените скопски специјалитети – рибја капама и други јадења од риба. На пазарите во Трст и Виена, некаде до 1930 година, се продаваа за злато пијавиците што вредните скопјанки, облечени во груба облека и чорапи, ги собираа по вировите на реката. Кој знае што било посилен потикнувачки момент за ова, сиромаштијата или положбата на градот, неговата поврзаност со реката. По војната во 50-тите години, тешко, но и убаво време кога немаше потреба да се соблакаме за да бидеме сите исти, овде се бањаше цело Скопје. Бевме можеби смешни во демодирани костуми и гакички за бањање, со задолжителна штрафта во друга боја во средината и црна внатрешна гума од некој камион околу половината, но со идеалистичка доверба во известноста на утопијата на изобилството. Колку е денес далечен тој свет на младост и оптимизмот, кој времето го мереше со 5-годишни планови, со остварени рекорди и со натврлени норми на прочуениот рудар Алија Сиротановиќ. Лекувајќи ги лузните од војната во ткивото на нашиот град, градевме многу. Никна болницата, стадионот, населбите Пролет, Мичурин, Аеродром, Дебармало, Црниче. Во една репортажа од она време остана забележано.
Prostorot околу споменикот пред градскиот парк, до скоро напуштени грд, натрупан со искривени трошни куќи, сега е модерно шеталиште со прекрасна гледка на тврдината и на прочуениот Скопски парк. И тој парк со регулацијата на Вардар се предвидува да добие нов, поубав изглед. Само реката и миризбите на липите овде се исти. И плочките подсетуваат на првите детски чекори и она чувство на неделно задоволство, празнична заситеност од мали нешта. До ова лето беше тука и киоскот. Издржа многу повеќе од некои далеку посолидни градби, офицерскиот дом, на пример. Кај Чичко Иван, што на ова место стои веќе 30 години, можеше да се испие и топла лимонада и бесплатно да се освежат сеќавањата. Под кое од овие сенести треперливи дрвја сте ги оставиле првите нежни шепотења на кратката релација од женската гимназија до паркот и понатаму? Во некоја таква интимна карта на градот има ли место за еден ваков влез во паркот? Може би ово е многу попрактичен. Може би за некои идни генерации миризбата на асфалтот и бензинските испарувања ќе добијат носталгичен призвук на сеќавањата за детството. Но дали не ни одзедовме реката и на паркот и на кејот? Новиот кеј, осамено и напуштено место, го населуваат сепак некои нови шетачи. За нив минатото е само грст пепел. Дали и тие ќе трагаат некогаш по она што го сакаа, уништија или загубија, ако веќе нивните брегови се денес и тука. Борбата меѓу старото и новото за простор, за траење во Скопје има извесен крај. Старото се повлекува пред новото. Само цврсто засводените, неменливи лакови на камениот мост се постојан придружник на градот. Не можеле да им наштетат ни пожарите, ни поплавите, ни земјотресите, ни времето, а ни заборавноста на луѓето. И денес ова е најжива точка на реката и во градот. Камениот мост го премостува многу повеќе времето, она некогашното и ова денес, отколку просторот. Каршијак и преку мост ги викале некогаш деловите на Скопје на десниот брег на Вардар, а животот течел таму, од другата страна, во старата чаршија.
Дури во 19-тиот век Скопје го напушти левиот брег и почна да ги населува подеднакво празните простори на двете страни на Вардар. Градот на десниот брег потоа се шири, ги допира падините на Водно, ги презема сите витални функции во градот, па скопјаните од десниот брег старата чаршија ја означуваат со самодоверба како преку мост. По војната, Скопје се шири јужно од Вардар, попомнувајќи ги празните простори покрај реката што дотогаш беа ненаселени. Просторната оска на градот одиреч се паралелно со реката. По земјотресот, Скопје одново се шири и во оној свој дел од левиот брег на Вардар. Просторот ограден со улиците пред Народниот театар и Судската палата, Универзитетската библиотека и кеот на Вардар е резерват на стари куќи, заборавени или оставени. Жените на пенџерињата се живописна слика за објективите на странците, но за луѓето што живеат тука, работите стојат поинаку. Што ја објаснувавте пред малку пред портата на жената? Кажеше една пријателка, а бидејќи она живееше тука пред земјотресот, а после земјотресот се одсели и сега не може да се снајде, бидејќи има рушевини, нема куќи. Тие старите комшии што бевме, све е срушено. Сега сме останати 4-5 куќи стари, а ова другите што се тука се дошлаци, тие се дојдени после земјотресот или пред земјотресот, точно не се сеќам. Еве, ова комшика ми е останата од старите комшии, онда имам Каршија уште една комшика што си живеам со незе, иначе немаме ние други комшии од нашото мало, Пајко мало. Некогаш кажано свилено мало. Како ви изгледаше вас? Тоа свилено мало, млада невеста која дојдовте пред 30 години. Јас искрено да ви кажам, јас сум девојка од Дебер мало. Таму животот беше друг, него овде кога дојдов као невеста. Таму ние си бевме слободни, као девојки пред вратите си везевме, си плетевме и така слободно веќе. Кога дојдов овде, некако аристократско мало, свилено мало, со големи порти, затворено, со ролетни, со кепенци, поарно речено, македонски. И некако ми дојде чудно, јас таму на слобода живеев, што се рекло, со дворови отворени, со бавчи, овде ми дојде малку некако не... Чудно така. Сега еве веќе синот кога жените. Да. Тоа е значи еден век човечки од тогаш кога сте дошли. Ја 37 години сум овде. И што промени забележуваш? Кога требаше да би дојдат световите на гости, ги поканив на гости, и кога беше еден ден дожлив, ужас. Се поклопи небо и земја. И кога дојдова, јас ја отвори вратата и викам на сватот му викам, еве рекол, гледајте кај си ја давате керката, не после да биде да не знаете. Он се насмеа, нели тоа не му направи впечатление, некој лошо така, бидејќи надвор можда стварно не е. Куќите се едно, живеачката е друго. Кој живееше порано во Пајко мало? Во Пајко мало живеева, трговците веќином трговци беа овдека. Чорбаджи ише. Тие, појше бе чорбаджите овдека. А трговци. Денеска нема, што има денеска 5-6 куќи се тоа Пајко мало. Само за спомен остана овие чавкарници бе. Значи, среди асфалт, бетон, неколку стари куќи. Нема, све чавкарници се, тива куќа здрава. Една онаа доле што е на 2 спрата, таа е здрава, че другиве се све чавкарници. Нема здрава куќа. И што би тоа? Нема ни канализација имат. Затворена и канализацијата. И што однам што ги чуваат? На строг центар е овдека. Зошто ги чуваат овие куќи не су? Дали немаат пари што е не су? И во тие 5-6 куќи ваше во семејство, канаринци, што ги одгледувате? Па ја тоа ми е занимација да се занимавам, пензионер сум сега. Тоа ми е мера код хоби. На Пајко мало да се вратиме. Како изгледаше некогаш, од кај до кај се протегаше? Се протегаше од Джадево до Камени мост. Тоа е све Пајко мало беше. Скопје, меѓу двете војни, добива сосема нова физиономија.
Модерни акценти на градот му даваат ново просечената улица од камениот мост до железничката станица и Маџир Маало, во кое живеа доселениците од Босна по австријската анексија. За нас денес ова мало е, замислете, синоним на патриархален живот, присност, живеење на улица. Чичко Коцо, куќава твоја кога е направена? Па, како да ви кажам, ние ја затековме готова направена. Од 13-та година сме ние тука во таа куќа. Порано населени се турци од Србија, која била ослободена Србија, преселени се ова мало е за нив припремено било. И така ми е 13-та година сме дојдени во таа куќа. Денешно во Маџар Мало. И тоа Тоа Маџир Мало, тога е така постоело како Маџир Мало. Тие маџири и селеници од Србија кои биле, они се тука населени во овој крај. Ја како пензионер имав некои познати пријатели ќе дојдат у двор, може ли да ме пошишаш, да ме избричи. И тоа после некој еден професор имав ја, еден Коста, он у Србија живее, таму у Ниш. Го прашале, кај се пошишуваш? Имам ја дворски берберници у Скопје. Се зачуделе, како може дворски берберни сега кога немаме краљеве, вика, какав дворски, а бре у двор, вика, пошиши тоа. И така останав тајна памет. И уште нешто имаш, има песна за тебе испеано. Има, тој Јонче, Коце, Берберот, Мераклијата. Неал граф, пастрма, не знам што неал, не знам што. Мора ќе јаде и шипринки кој ќе нема. Бербер, малото во душа мора да го познава. Па ги знам свите. Свите. И мене ме познаваат, и ја ги познавам тука. А животот малски дали е сменет? Малскиот живот, тоа е како да ви кажам, тога ми е како комши, сме живееле многу убаво. Немало меѓу нас да се рече едно, друго се познавало целото мало што живееле тука, луѓите со меѓу себе се знаеле, не? И нема да се рече нешто лошо меѓу нив. Сега пак има измена голема што дојдени се од многу краеви луѓи. Не се знаеме, не се познава, свак со своји некои закони, со обичаи, така, од села, од градови, така се измени. Та са, ќе поминеш покрај него, не те ни познава, нити ти вика ни здраво, ни живо. И така се распаѓа сликата на патриархалниот свет на Маџир Маало. А толку убаво, однадвор гледајки го, си замислувавме дека токму ова е не само најголемиот, туку и најцелосно зачуван комплекс на куќи покрај Вардар. Е најголем, ама влезот на Маџир Маало и украсот се срушени. Исклучение ако правиме ова, само и ова не е влез, бидејќи на самото кјуше, ви реков, имаше продавница на цигари, еден дел, после на куќата... Влезот е сменет, меѓутоа дворот на куќите се останати. Останати се. Сега ако земеме обзир дека банкава одзеде голем дел од тој простор, онда не можеме да имаме права слика од банката. А иначе на местото на банката беа улици начичкани со со куќиња за живење и со продавници. Разни продавници. И за нечисти дуќани. Луѓе и живот, да. Кафани имало порано во Маџир Маало? Имаше. Имаше кафани, таа Кеј, имаше одека на кјушето друго од оваа страна, Радуловиќ, исто така кафана. Понатака, како што разбравте, таа Три Били и други кафанчиња, мислам со кафе, со алкохол. Ова Кеј кај се наоѓаше? Кеј ова е кафана Кеј. И пред ратот, и за време на војната си беше кафана Кеј. Последни години беше запуштена, формирана нешто друго, таму ветерска задруга беше, молерска задруга, овдека фризерица и така. И сега скоро пак е отворена оваа кафана Кеј. Таму каде што завршуваше Маџир Маало, започнуваше Џафте Корзо. Забава без какви и да е материјални издатоци или нешто што би личело на денешните забави. Џафте Корзо тука од мостов, натака беше главно шеталиште и еден дел на оваа страна. Корзо, типично Корзо за
Мажар мало, за ново мало, кај што пуно девојчиња доаѓа и со налончиња, не знаејќи веќе да се кажа на родителите каде се, пак искочат тука да се видат со момчињата и да прочитаат. А името од кај му е на корзото, Џавте корзо? Џавте корзо, тачно не може да ви кажам што е тоа џавте. Ама самиот тој збор, ја го знаев, изгледа дека како да натаму наваму или така нешто изгледа. Зашто корзото беше многу кратко тука и ќе отидат таму, па ќе се вратат. Да нема врска со звукот од налани, што ми ги спомнавте пред малку нешто. Не е никако чудо. Не е никако чудо, зашто тоа џавте корзо постоја уште одам. Поминувате ли сега од таму? Дали, од каде? Тоа Џавте корзо некогашното. Ево, тоа е џавте корзо. Тоа, веќе стално поминувам. Исто ли е? Еве го исто е, само што е сега кадрмисано, а тога беше мало тесно и преку пута беше она зградата на дивизија, војна зграда. Иначе тука беа куќичиња поредени и покрај куќичињата се шеташе до мостот, а мостот овде не постоеше. Значи го нема мостот, ги нема куќичињата и ги нема Ги шетачите. нема, да. Колку е денес ново мало и што од него е зачувано. Нашата операција Носталгија, потечението на Вардар низ Скопје, не беше само навраќање кон светот што веќе го нема, светот што уште за една, две или три генерации ќе биде дефинитивно загубен. Звучи парадоксално, но останува Вардар како единствено нешто постојано во градот. Но тој не е неменлив, статичен, како на географските карти. Тој е каприциозна река. Во таквите мигови во минатото најчесто страдаше она Скопје од десниот негов брег, Старо Вардариште. Со него реката како да имаше некои нерасчистени сметки. Низ овој крај што лежи врз речен чакал, во 18-тиот век течеше Вардар со еден свој дел. Барајки го своето старо корито, тој предизвикуваше чести поплави во Тафталиџе и Буњаковец. Од левата страна, тој толку често предизвикуваше поплави, што тие веќе никого не го изненадуваа. Но и луѓето не и останаа должни на реката. Бреговите и ги стегнаа со